филмот се фокусира врху един 7-дневен период од живота на мајка Тереза, преди да стане тая добре позната, толкова популярна по цял свят личност. Тя е тук на 37 години и взема много важно решение в своя живот. Намира храброст, това, което ни каза и госпожа Митевска. Така че, каква беше причината вие, госпожо Митевска, да изберете точно този 7-дневен период? Много необичайно. Не детето, не завършеният образ, нещо по средата. Па затоа што, видите, значи јас додека истражував и додека го работевме на сценариото, ни беше многу интересен карактерот, особата, персоната позади митот. Сите ја знаеме мајка Тереза во подоцна во нејзиниот живот, значи после во 90-тите, значи откако таа има 60-70 години, не? А многу малци се знае која била таа као млада жена. Изборот на тој момент е пред се поврзан, како што и самиот рековте, со храброста. Значи замислете една 37 годишна жена која одлучува да остави се позади себе. Значи таа имала многу комфорт во својот живот, била дел од Лорето, самостанот, тие биле заштитени, додека цела Калкута, цел Бенгала умирал од глад, тие живееле во одреден комфорт. Таа го гледа тоа и вика: луѓе, како можеме да продолжиме да живееме позади овие зидови и да не реагираме, да не направиме ништо за овие што се надвор. И таа на тоа годиште, на 37 години, одлучува да напушти се и оди на улица, малте не питачи, и полека ја создава својата, сестрите на милосрдието. Колку жени од нас денеска, жени или мажи, би одлучиле на 37 години да променат се и да скокнат во ладна вода и да почнат нешто одново? Многу малце од нас. Таа била извонредно храбра. Значи, секој од нас има момент во животот кога нешто се променува, кога одлучуваме да одиме или да не одиме. Или како Хамлет би рекол, да се биде или да не се биде. И тоа е тој момент во нејзиниот живот. И мене тоа ми беше најинтересно, затоа што токму во тие 7 дена кои ние ги прикажуваме во филмот, тие се тие 7 важни дена кои ја информираат особата која таа подоцна ќе стане. Така да, видите, историски филм, филм за позната личност, биографија. Биографија за позната личност е многу поинтересна во форма на книга. Кога правиме филм, што е филмот? Филмот е експресија, филмот е емоција, филмот е сензација. Многу е поефективно да се зборува за одреден карактер кога се концентрираме на деталите од нивниот живот, за оние работи, оние делови од карактерот на една особа кои не се евидентни на прв поглед. Кога приказната, која одлучивме да ја ставим приказната во само 7 дена, имавме можност да го направиме токму тоа, да се сконцентрираме на тие мали чуда или мали бисери кои го градат ликот на мајка Тереза.